Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, директорот на јавното претпријатие за државни патишта ЕЈУП Рустеми, како и вице-премиерот за борба против корупција Љупчо Николовски и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска извршија увид во рехабилитација на магистралниот пат Куманово-Страцин. Регионалниот пат Куманово-Страцин се рехабилитира во две фази. Првата е од Куманово до село Војник во должина од 15 километри, за што се инвестирани 4,7 милиони евра. Градежните работи започнаа месецов, а се очекува да траат една година. Во втората фаза од селото Војник до Страцин се реконструира делница од 16 километри. Станува збор за инвестиција на јавното претпријатие за државни патишта во вредност од 7,2 милиони евра. Овој североисточен дел од коридорот 8 имаме силни инвестициони зафати за негова комплетна рехабилитација и модернизација. Покрај оваа инвестиција овде, со силен интензитет работиме на изградба на експресниот пат Ранковце Крива Паланка, а потоа и од Крива Паланка до граничниот премин Деве Бајер, каде се врши проширување на патниот правец со трета лента. Вкупните инвестиции само во овој регион на коридорот 8 во источниот дел изнесуваат преку 80 милиони евра само во патната инфраструктура. Нашата цел е сигурни и безбедни патишта кои ќе не поврзуваат со регионот. Токму во таа насока, минатата година беше реабилитиран и реконструиран патот од Рамковце до Крива Паланка во должина од 21 километар и со отпочнатите други реабилитации, санации и изградби. Во овој регион сакаме да добиваме комплетен коридор 8 кој ќе биде безбеден и сигурен за учесниците во сообраќајот. Министерот Спасовски потсети дека изминативе 3 години е инвестирано во Кумановскиот и Кривопаланечкиот регион. Рехабилитирани се регионалните патишта Куманово Свети Николе, Старонагоричане кон преминот Пелинце, Куманово Никуштак, Куманово Опаја, а паралелно се гради експресниот пат кон Бугарија. Ако сакаме да имаме безбедност во сообраќајот, ако сакаме да имаме помалку жртви, помалку материјална штета, помалку повредени лица, треба да имаме и добра инфраструктура. И токму затоа и заедно настапуваме за да сето она што не беше направено, рехабилитирано, обновено, го завршиме што е можно побрзо и на тој начин да создадеме подобри услови и поголема безбедност во сообраќајот. Ова историја за нас, за сите кои што потекнуваат од овој регион, заради тоа што од најзапоставен регион со најмал развој во претходните декади, денеска е регион во кој што најмногу се инвестира. И сите сме горди на тоа. Особено ме радува што инвестициите во Кумановско-Кривопаланечкиот регион, регионот од кој што потекнуваме и јас и министерот Спасовски, во последните 4 години имаме огромен број на проекти кои што се реализираат после 30, после 40 или после 50 години. Првите луѓе на македонската влада посочија дека остануваат посветени на градби во инфраструктурата низ целата држава.